Ова видео најверојатно ќе биде екстремно кратко, бидејќи не ми се фаќа во другите теми, а треба да се покрие. Кратко кажано, напади за кражба на идентитет. Нападите за кражба на идентитет најчесто користат e-пошта или злонамерни страници за да го инфицираат вашиот компјутерски систем со вируси и со тоа да ги дознаат вашите информации. Или пак со лажни страници каде вие самите ги внесете вашите лични или финансиски податоци. Со тоа што ќе ви пратат некој документ или линк која води на страница, која личи на страницата на вашата банка или некоја државна институција, додека пак прикачените документи најчесто содржат вирус кој ќе проба да ви ги украде податоците. Најчести примери за ова се: некој ви праќа мејл и се представува како претставник на вашата банка и ви бара да ги потврдите вашите податоци преку даден линк, преку возбудлива понуда која истекува во одредено време, најчесто краток временски рок, ве примавува да кликнете на некој даден документ или линк. Се представува како претставник на некоја од социјалните мрежи кои вие ги користите и ви бара идно да ги потврдите и ажурирате вашите податоци со цел да не ви го изнесат профилот. Некаква порака или телефонски повик од некој давател на услуга која вели дека е направена погрешна трансакција од вашата сметка и ви нуди компензација или рефундација, но му се потребни вашите податоци, или пак лажна порака од пошта за стигната пратка. Како најлесно да ги препознаеме пораките со оби за кражба на идентитет? Најлесно е со детално прегледување на сомнителни пораки. Сомнителна порака е секоја порака која содржи барем едно од следниве. Пораката е неочекувана или испратена од давател на услуги кој не го користите. Например, вие користите услуги на А1, а ви стига порака за сметка од Телеком. Пораката нема високо ниво на детали, односно не ви се обраќаат вас лично со име, пораката не кажува за што точно се работи или пак нема подпис на испратач. Има печатни или граматички грешки, бара хитност или ургентност за нешто што мора да се направи. Или ако мејлот треба да е од некоја компанија, ама крајот на мејлот не завршува со или мајмунче име на компанија, туку @gmail.com. Што да направите ако добиете ваква порака? Просто блокирајте ја пораката, пријавете го испратачот и избришете ја пораката. Толку.